Новите рестриктивни мерки би требало да дадат резултат, велат тетовци. Тие очекуваат и се надеваат дека продолжениот полициски час и затворањето на угостителските објекти ќе вродат со плод, односно дека ќе има намалување во бројот на новоинфицирани со COVID-19. Тетовци сметаат и дека требаше мерките да се воведат порано, пред нагло да се зголеми бројот на заразени и починати лица од коронавирусот. Требеше малку порано, требеше, да. Па сега, ако бидемо примерни, неко до сега воопште, кој без маска и така. Па може би требало да се воведат и пред една недела да било да е така, меѓутоа народот сам би требало да е заштитен со маски. Па мислим дека ќе дојде да се намали бројката за периодов, да речеме сега. И очекуваме сите да биде добро и најдобро. Ќе дават, новите ќе дават, треба да дават, бидејќи така треба. Ќе дават и тоа како треба, бидејќи тоа многу беше оставено вака секој како сака, разбираш. Ќе дават ефекти, да. Би требало да бидат порано, не сега. Тоа многу касно, касни државата за овие мерки. Зашто бројот не се покачил сега вчера и денеска, туку за целиот месец имал покачување на бројките од коронавирусот. Само сега е многу касно. Со вакви каснување на државата ќе биде бетер не само за ова, него и за многу други работи. Инаку вчера владата ја донесе одлуката за продолжување на полицискиот час и негово започнување од 20 часот, како и забраната за работа на угостителските објекти. Дополнителните рестриктивни мерки ќе траат 2 недели.